Кермес беше посебна приказка за Скопје. Кермес беше дел од Скопје. Тоа е толку врежено во сеќавањето на сите. Почнувајќи од недела Сабајле, кога сите скопјани, грото скопјани излегува во паркот со децата за ходат да прошетат низ паркот и ако може да се најде место, да криво пиво да се испие 10 бабчини да се земат. Цело Скопје беше и на кермес. Најдобрата музика беше на кермес. Најпосетно место беше кермес. Луѓе кидат намерно после пладне у парк да прошетаат, за вечерта да си седнат на музика на кермес. Така се организирахме ние душата во Скопје, да секој ден по еден ќе одеше да фати место у кермес. И негде околу 4 сат, 5 сат поручек, летно време, ќе видите у кермес, празен кермес, али на секоја маса по еден седи. Седи по еден и чува масата, затоа ќе дойде душата вечер. Овој крш зад мене некогаш се викал Кермес, најин местото за искачање во Скопје. Кермес е еден од нашите најстари објекти, изграден уште во времето на Отоманската империја и тогаш бил градски ресторан. Пред војната во него се собирале скопските фудбалери, а по земјотресот станува зборно место на преживеаните скопјани. Во Кермес се свирале најдобрите живи свирки, се одело на пиво, постарите наминувале денски на скара, а навечер по околниве клупи се мувале млади парови. Прашите си ги мајките и татковците, можеби токму овде се сретнале и се заљубиле. Денес Кермес, како што го гледаме, отмено трули господски се распаѓа. Ние од Осија Скопје нема да прашуваме кој е крив, а кој прав. Бараме Кермес да ни се врати и повторно да биде место на градската шема, за да можеме на раа да се искачаме до касно навечер и да си пуштаме гласно музика, затоа што овде помеѓу градскиот стадион и зоолошката градина никому нема да сметаме. И сега да повториме. Што сакаме ние? Кермес да се врати! Кермес да се врати!